Значи утре се вајле рано ќе полетат два хеликоптери. Едниот е 412, тој ќе полни од базенот кој што ќе го наместите на стадионот. Вториот големиот кој што беше денес 771 со ведро од 2 тона ќе полни откри човекот. На лечниците на големиот. Таму ќе носите вода со цистерна, има 50 тона. Значи имате два хеликоптери, човек од вас ќе ги координира каде точно да ја фрлат водата. Понатака градоначалник ти преземаш минатиот пат направи страшно добра координација и успеа да изгасниш пожар кој што е многу тежок за гасење. Јас сум оптимист. Верувам дека и овој ќе го изгасниш. Продолжи си со работа. Кризен штаб на општина Пекшево. Продолжи градоначалник. Ја продолжуваме со работа како што беше и претходниот пат. Не се надевавме на ова, денес испадна пак, немаме пожар. Со истите сили, со иста координација како што имам предходниот пат, и се надевам дека горе во борова шума, борова и многу висока стебеста борова шума и непристапен терен, полошо од претходниот пат. Многу полошо. Ама со координација сега мислам дека утре со помош на хеликоптерите ќе го туриме. Има ли шанси да ни избега на бугарска територија? Па мислам дека Значи опасноста постои затоа што е непристапен терен и не знаеме, значи временските услови што ќе ни придадат во моментот. Постои опасност, имаме и координација со колегите ние. Да, и ние имаме исто. Цело време, значи имаат луѓе, они горе се на припрема, горе внимателни се во тој дел, следат, нели? Во тој дел се окей, но најважно е ние да си завршиме вашата задача. Тоа е. Че имаме луѓе на терен, че го покриеме теренот, но теренот е непристапен, нели како што кажете. Во овој момент, значи, нели, ова е сега со дронови што работевме на терен, информациите од луѓето. Околу 150 хектари во моментот е територија која е зафатена. Во овој момент, значи плюс минус. Не гори 150 хектари. Тоа е опожарено, поминато е пожар во оваа територија. Дополнително денес само. Тоа се наси за кратко време. Многу е. Тоа е новиот пожар денес. Многу е Што настана според тебе, ти ги разбираш овој работа? Видите, јас не можам да преюдицирам, имаше нели и точки критични на кои што од шумското дежуравме цело време до ден денес и ова просто како се случи чудно. Има и значи во ново жариште е во близина на старото. Колку е далеко од линијата на претходниот регион? Многу малку, колегите кои беа тука ни информираа дека е во близина. 3-40 метри на граница на самата во здраво шума. И сега ова е според мене подметнат пожар, бидејќи не може туку така да се запали 40 метри. Веќе 8 дена, ние 10 дена дежурство имавме. Ако 10 дена нема лога, сега да избие 30 метра понатаму. Не, ново е. Значи дежурство цело време, тука се излегува цело време. Координација бевме секој ден ја пратиме ситуацијата, значи немаше на линија и со градоначалникот и со ДЗС и со колегите од Градоначалник продолжи со работа, се гледаме утре рано се вале, јас ќе дојдам со еден од хеликоптерите. Благодариме на посетата. Комуникација да не ви сметам. Гледаме се вале. Поздрав. Убава вечер.